полилингвист, но ниеден научен јазик не може да ги долови зборовите кои може да ја опишат болката на Викторија Китановска, самоохрана мајка која го посветува секој свој здив за нејзините мали момчиња. Образована мајка на 2 мали дечиња, од кои едното дијагностицирано со аутизам. Нејзините 2 деца, Стефан и Филип, на возраст од 15 и 11 години, се нејзиното се, но и покрај безрезервната љубов, таа не е доволна за да се избори со секојдневната тешкотија со нејзиниот Филип, кој што од мала возраст бил дијагностициран со аутизам. Најголемиот удар нормално се ударот со аутизмот. Непознатата состојба за многу луѓе, па и за мене во тој период, кога го диагностициравме за син ми. Јас сум самохран родител на 2 деца. Едниот син, поголемиот ми, со аутизам. Утврден, диагностициран. Како што знаете, постојат различни степени на аутизам. Мојот, за среќа, не е нискофункционален. И овие денови сме затворени во 4 ѕида. Најстрашната работа. Родителите од Штип секојдневно праќаат апел до властите, со цел да се изгради соодветен центар за деца со посебни потреби. Во центарот во Штип, според родителите, има само 2 негователи. Сите семејства кои екипата на 1 ТВ и Тинекс ги посети, се согласија дека им е неопходен центар за деца со посебни потреби, бидејќи сите овие родители работат на пола работно време, за да може да им се посветат доволно на нивните деца. Неопходноста, значи итната неопходност од создавање на центар е сериозно прашање со кое мора да се позанимаваат институциите во државата. Ние имаме центар, ама тоа само се сведува на чување деца. Не е опремен како што треба. Дефектолозите се трудат колку што можат да изведат од тие деца. Меѓутоа, различниот степен на аутизам прво мора да се одвојат децата едни од други и секој посебно да работи со децата. Колку може. Колку што може детето во тој период да се концентрира. Како и секој човек и аутистичните деца имаат различен степен на концентрација, различни способности. Ние се однесуваме као детективи, тоа морам да го кажам, што се докажане на конференција кога професор Трајковски организираше конференција пред 1 или 2 години, не се сеќавам, во септември, многу беше убава, ја бев таму. И советот од еден центар во Кипар, од дефектолог, баш на стручно лице, беше: однесувате се како детективи за да пронајдете каде е способност и можноста на вашето дете и што му пречи. Јас овака функционирам 15 години. Се однесувам како детектив. И се обидувам да си ги изразам моите способности според мојата професија, да го научам. Најтешкото беше, викам малку, еме последица. Најтешкото беше, извади му глас. Нешто да каже. Со денови беше со една табличка, со магнетче и едно моливче. Ајде кажи А. И учевме азбуката на 3-4 години. Ама мојата упорност беше буквално додека он не заспие, од кога ќе стане, додека ќе заспие. И оние основни Вашата работа 24 часот. Баш така. Се будеше ноќеска, плачеше, се чудиш зашто плаче. Не можеш да установиш, не може доктор да установи. Кога дознавте дека боледува од аутизам? Во градинка. Како? И според неговото однесување. Впечатокот од морам да кажам дека во градинка има страшна поддршка. Јавно им се заблагодарувам на градинката во Прџино, особено на Тања Јованова, мислам дека се презиваш, одамна беше. Толку ме прифати и ме советуваше, затоа што она претходно имаше искуство во Заводот за слух, говор и глас. Таму одеше Филип на третмани. Тинекс им додали вредносни ваучери од 10.000 денари на семејствата, но сепак штипските жители со деца со попреченост бараат властите да реагираат во центарот на Штип, за кој велеа дека има само 2 негователи. Децата не ја добиваат неопходната помош. Не сме преброени. Немаме регистар. Луѓето се плашат да зборуваат за тоа. Има многу родители што се срамат од сопственото дете. Им порачувам да не се срамат. И мене колку и да ми тврди некој, било кој човек,
пријател, непријател, независно, непознаник или непознаник, да не го изнесувам моето дете, ја ќе го изнесувам, ја имам право на живот. Не имаме право да отидеме у продавница. Не знам, јас, пошто преведував право, многу право преведов, 4.500 страни преведов право. Законите ми се многу добро познати и упорно тврдам, зошто ни го рушите правото на слобода, на говор и на мислење? Не од институција, не конкретно од министар. Од сограѓани. И од сограѓани. И зошто не соработувате со нас? Мене ми, еве се нудиме ние, буквално како топовско месо. Правете со нас што сакате, центар ни треба. Ние ќе работиме таму бесплатно, немаме кај да одиме. Знаеме најдобро како функционираат нашите деца, во соработка со било кој дефектолог што ќе сака да работи таму. Ќе соработуваме и ќе работиме да ги поттикнеме да ги осамостоиме, затоа што се способни. Способни се за таа повторувачка работа што нив мозокот им ја прифаќа. Значи повторувачките работи, не знам. Еве сега карикирам, лепење етикети. Можеби не 8 часовно работно време, ама 4 часа може да се занимава со тоа. Секоја помош е добре дојдена за оваа самохрана мајка, бидејќи таа ќе стори се само да ја постигне својата цел, односно да се покрене свесноста за децата со попреченост и да се постигне општа прифатливост.